Добро вечер и добро дојдовте во најновото информативно издание на емисијата Отворено за. Среќна нова 2017 година. Оваа емисија оваа година ја започнуваме со градоначалникот на Кавадарци, господинот Александар Панов. Добро ни дојдовте во новата година. Добро ве нашол и вас и вашите гледачи. Еве од мое име честита 2017 година, година во која што на сите ваши гледачи им посакувам многу здравје, а потоа се друго. Овој временски период кога најчесто се сублимираат резултатите од она што се работеше во 2016, но и се прават плановите што ќе се работи во оваа 2017 година. Што е она што ја одбележа во Кавадарци 2016 година? Добро, кога се прави така една ретроспектива на 2016 година, морам да кажам дека 2016 за општина Кавадарци беше поуспешна од 2015 година. Секако успешноста ја компарираме со тоа што имаме подобра реализација на финансиите, како на приходната, така на расходната страна. Реализирани проекти во поголем процент од 2015 година. И со тоа мораме да бидеме задоволни. Меѓутоа би бил неискрен, бидејќи секоја година кога имаме вакви емисии на било која телевизија, јас искажувам дека сум незадоволен и оваа година ќе биде така. 2016 година можевме да реализираме барем уште еден проект повеќе и фактички незадоволството од тоа што сме го реализирали и што би требало да го реализираме не води понатаму да бидеме уште понескромни и поамбициозни за наредната година. Инаку би сакал да истакнам, 2016 беше година во која што реализиравме уште 350 метри од кејот на реката Лудамара. Реализиравме и во теке се уште реализацијата на едно мини пазарче со хортикултурно уредување во новиот центар, што ни беше една од основните идеи за да го растеретиме центарот, стариот центар на градот. Започнавме и очекувам доасфалтирање на Западен булевар, проширување на Западен булевар, проект кој што чини над 200.000 евра. Отпочнавме со новата градинка и се надевам дека до март месец оваа година ќе ја завршиме комплетно. Исто така отпочнавме и со експроприација на нова локација за нова, комплетно нова детска градинка. Во тек е изградбата на концертната сала на основното општинско училиште Лазо Мицефрале, кој што имаме план заедно со целиот Вардарски регион да го дигнеме во ранг на средно музичко училиште. Изградивме 8 кабинети за учениците на во гимназијата Добри Даскалов, со што овозможивме да не едносменска, меѓутоа меѓусменска настава и искратување на неколку часа од штедење на енергија, неколку часа во текот на денот. Го променивме кровот на средното општинско училиште Кирос Панџов Брко. Исто тоа со помош на владата на Република Македонија го направивме и на основното општинско училиште Гоце Делчев, тука секако е и основното општинско училиште Тоде Хаџитефов, каде што го сменивме и парниот котел. Со помош на Агенцијата за млади и спорт се изградени 2 тениски игралишта. Сцената и зад сцената, она што не се гледа во Домот на културата, што значеше последен еден градежен зафат во една од трите институции од културата. Го завршивме комплетно ново центарот, кој што морам да признам дека со голема помош на Марко, директорот на Вардарскиот плански регион, со UNDP, како и со наши средства, го завршивме. Отпочнавме со изградба на бизнис центарот во центарот на градот, кој што ќе биде во функција на регионалната стопанска комора. И се инвестира многу од страна на владата во делот на влезовите на градот, како и реконструкција на патот Крњево-Бохула и уште многу други проекти кои што ова набројување сега што беше само нешто што се сеќавам, бидејќи не е можно на се да се сетите. Во голем процент го исполнивме тоа што беше како комунална програма дадено од урбаните и местните заедници. Веќе селата па и урбаните заедници ги броиме со веќе комплетно завршена инфраструктура, зборувам за патна инфраструктура. Во Кавадарци на една рака се бројат веќе улички мали кои каде што не се реконструирани цементно-азбестните цевки. Така што мислам дека сработивме многу, меѓутоа пак ќе кажам, можеше и повеќе, можеше уште еден проект повеќе.
Иако за Кавадарци се вели дека е богата општина, сето ова што го работевте во 2016 година, го работевте со средства од сопствениот буџет, но и со средства кои што ги добивте од државата, од Република Македонија, државната каса. Како стои општината кога станува збор за реализирани проекти токму со вакви пари? Па, морам да признам дека во ова што предмалку го набројав, имаме одредена сума од кредитни средства од Светска банка. Тоа се оние поволни кредити кои што ги користи секоја општина. Во тек е и тендерот кој што го објавивме од грант средства од 260.000 евра од Светска банка, кој што ќе биде повторно наменет за градот, па претежно и за селата, тука е селото Дреново и уште неколку други села. И мислам дека со поголемиот процент кој што го реализиравме преку оперативниот буџет, односно нашите финансии, како и сите оние дотации од страна на државата и проекти кои што преку владините институции ги реализиравме, можеме да бидеме релативно задоволни. Секогаш владата била таа која што ни помагала при реализација на нашите проекти. Неодмилив е фактот дека голема удел имаше владата, односно Министерството за транспорт и врски, преку кој што ги повлековме средствата за решавање на водоснабдувањето на градот. Бидејќи да не беа тие 2 милиона евра, општина Кавадарци би требало наредните 5 години да троши само од своји пари, да ја сведе комуналната изградба на половина, а со тоа нели да страдаат улиците, тротоарите, водовод, канализацијата и сето она друго што сега ни е тековна работа да го пренамениме за решавањето на најголемиот проблем на Кавадарци, тоа е водоснабдувањето. Секако тука голема благодарност чувствувам како градоначалник и за фактот што во Кавадарци се донесе најголемата инвестиција Дрекселмаер, која што буквално ја смени платежната способност на граѓаните. Пред Нова година можеше да се примети дека немаше ниту еден ресторан слободен, бидејќи сите вработени кои што веќе неколку години работат заедно, и тоа за мене е ношне убава и пријатна слика, ги закупија сите ресторани во градот, а најверојатно и немаше место, па одеа и надвор од градот за да се дружат, за да поминат неколку дена во друштво, не на работно место, туку надвор од работното место. И мислам дека таа слика е сликата на една идеална состојба, која што им ја посакувам на сите градови во Република Македонија, а и неодмиливо, неодамна агенцијата Телеграф објави дека Кавадарци е најпријатното место за живење во Република Македонија, нели, споредено според оние некои параметри кои што тие сами ги имат одбрано. Тука во друштво беа Гевгелија, Охрид и некои други градови во Република Македонија. Кога сме кај економскиот бенефит кој што Кавадарци го имаат странските инвестиции, да напоменеме дека тие не се само позитивни кога станува збор за намалување на невработеноста, туку тие се многу позитивни и за компаниите кои што директно работат во Кавадарци. Кои се вашите информации? Каква е соработката на домашните компании со Дрекселмаер конкретно? Па, она што може да тие го набават од нашите компании го набавуваат. Нормално кабелот им доаѓа од Тунис, од нивната компанија со која што долги години работат Кофи Кап и за која што нели се заговараше да еден погон префрли во Кавадарци. До тоа се уште не дојде до реализација на таквиот проект, меѓутоа Кофи Кап е присутен во Кавадарци со 20 вработени. Меѓутоа тука се компаниите Кожувчанка кои што секојдневно продава дневно продава сигурно околу 10.000 шишенца вода или сокови. Може би и повеќе, сега не можам да шпекулирам. Тука е нашата пекара Житојук, кој што продава големи количества на леп во оваа компанија. Тука е кујната која што вработува 50 луѓе кои што спремаат оброци за вработените. Тука е обезбедувањето кој што исто така е во голем број и уште многу други компании кои што секојдневно се во послуга на овој гигант кога се во прашање работните места и преку кои што се обезбедуваат уште
стотици други работни места, стабилни работни места преку кавадаричките компании, од едноставна причина на Дрексел Мајер му е многу поисплатливо тие услуги да ги примаат од домашни кавадаречки компании, отколку да тоа бидат од Скопје или па од некоја друга држава. Се што може, тоа за нив фактички значи и заштедување, меѓутоа за нашите компании значи дополнителен приход, а и зголемување на бројот на нивните вработени. Отворањето или изградбата на нова градинка е токму како резултат на потребата која што се јавува од новите вработувања во овој странски инвеститор. Да. Се сеќавам дека минатата година кога бевте во едно интервју рековте дека имате проблем како да ги сместите дечињата на вработените кавадарчани во детските градинки. Да, токму заради тоа се донеси една одлука, односно едно законско решение од страна на владата на Република Македонија да се овозможи ефикасно, па дури и со стимуланси, градење на градинки во големите компании. Значи, Дрексел Мајер има таа можност, меѓутоа не ја користи се уште. И токму заради тоа проблемот со преголемиот број на вработени кавадарчани, предсе и кавадарчанки, го произведе и проблемот со недостиг на место повеќе во детска градинка. Оттаму почнавме со доделување на одредена локација, со реконструкција на старата лабораторија, меѓутоа во план ни беше само да го кутнеме кровот и да ги искористиме старите ѕидови, меѓутоа во тој период беа оние тресења во Република Македонија и се јавија големи пукнатини на ѕидот, токму заради тоа се одлучивме комплетно да ги урнеме ѕидовите, да го искористиме само темелот и буквално да градиме нова градинка на оваа локација, што на некој начин ни ја забави градбата. Меѓутоа, со новата програма на владата на Република Македонија, односно на партијата ВМРО-ДПМН, за кавадарци е предвидена и уште една градинка, зашто ние сме во подготовки, односно таа парцела веќе ја експроприираме и сакаме да биде чиста во наредните неколку месеци. Март-април месец сакаме оваа градинка со прием околу 100 деца да ја адаптираме, да ја оспособиме и со тоа би растеретиле од постоечката состојба. Меѓутоа, со изградбата на новата градинка веќе би впливале во мирни води кога е во прашање прием на деца во детска градинка, бидејќи сега сне многу над стандардот. Ако законот дозволува 25 деца во една училница или занимална, ние имаме околу 40 на деца, немаме доволно креветчиња, чувањето на тие деца не е безбедно и оттаму мислиме дека оваа состојба може да потрае уште некое време, бидејќи не само ние како локална самоуправа, тука и Дрексел Мајер учествува во опремувањето на новата градинка, тука е владата на Република Македонија, а имаме поднесено барање до владата за доделување на одредена парцела, која што претходно ја имавме и ја планиравме за детска градинка и истата да ја понудиме за продажба за првата приватна градинка, за што веќе постои интерес во Кавадарци. Кога станува збор за економијата, несомнено дека и земјоделството си го прави своето. Кавадарци е познат или традиционален лозарски регион. Годината која измина за лозарите не беше најдобра. Вие како градоначалник секогаш сте заедно со лозарите во преговорите и договорите кога станува збор за откупот на грози. Има ли некој план како локалната самоуправа поуспешно да го надмине тој јас кој што скоро секоја година пред откупот се јавува? Значи, моето искуство зборува дека навистина треба на овој проблем да се посвети многу големо внимание. Очекував во изминатиот период да свеста кај винарниците биде на повисоко ниво, бидејќи со континуирана криза во овој сектор, се повеќе се стимулациите да се копачат лозјата, отколку да се садат нови лозја. И мислам дека не е доволно само да се користат субвенциите на владата во делот на нов лозов насад, во делот на систем капка по капка, во делот на систем, во делот на субвенции од обрано грозје, односно од хектари по засадени лозови насади. Туку винарниците ќе мора да влезат во овој систем со своја политика, која што ќе биде долгорочна, не секоја година да се менува сразмерно на нивната понуда, побарувачка криза на откуп на вино и слично. Секоја година винарниците си ја кроат и си ја представуваат својата политика
Некои години се критични и за нив, меѓутоа минатата година не беше критична во делот на продажбата, а тие повторно не откупуваа грозје, како да се работи за прашање за откуп на патлиџани, а не на грозје кое што е долгогодишна култура, кое што се сади за наредните 30 на години. Оттаму мислам дека оној расцеп помеѓу понудата и побарувачката на грозје, односно на винско грозје, во наредниот период треба да се решава со, ова е моје лично мислење, со изградба на една државна дестилерија, кој што адхок ќе се вклучува во откупот на грозјето, кој што ќе ја регулира цената на откуп на грозје и кој што не мора да работи секоја година. Тогаш кога имаме поголема понуда на грозје од побарувачката на винарските визби, тогаш таа треба да биде вклучена и на некој начин да ја регулира понудата и побарувачката на пазарот. Тогаш кога нема да имаме таква потреба, тогаш треба да се остави пазарот самиот да се определува цената или заеднички, како и минатите години, да се договараат цените помеѓу лозарите и винарите со посредство на Министерството за земјоделие, меѓутоа да не се отстапува од таа политика, бидејќи знам дека тоа што е договорено најчесто се манипулира на терен. Им се мери некоја шеќерна единица која што не одговара, па се уценуваат луѓето, 2 дена се оставаат на пункт да го предадат негде грозјето, намерно да свене, да го изгуби квалитетот, за потоа да им се урне цената или потоа да се најдат во една лоша состојба. Сето ова има далекосежни последици. Голем број на луѓе се одлучија да го сварат ракија, тоа грозје, да го остават дома, а со тоа и да го зголемат загадувањето во Кавадарци. Така што мислам дека на оваа година треба уште во февруари, односно тогаш кога ги отпочнуваме на Свети Трифун работите околу лозарството и лозјето, да се седне на преговарачка маса, да се предложи ова што јас го мислам дека во натамошниот период може да биде еден лек за понудата и побарувачката на грозје и со тоа да се стабилизира. Не викам дека со тоа би дошле до некоја идеална позиција, како што е позицијата на тутунот и откупувачите на тутун, туку барем да се дојде до една елементарно стабилна состојба во која што може понатаму да резултира со просперитет во лозарството, бидејќи овие неколку години, од овие 20 и повеќе години, од Анте Марковиќ па до денес, мислам дека лозарите немаат видено бело видело, освен бело видело и светлина се оние субвенции кои што ги дава владата на Република Македонија и политиката околу субвенциите и понатаму мора да продолжи. Минатата година, кога ги имавте традиционалните средби со местните и урбаните заедници, најавивте еден проект за субвенционирано варење на ракијата во домашни услови, но при тоа да се користи плинот како енергенс. Дали може би во овој временски период, сега кога се вареше ракијата, се пројави интерес да се реализира целиот тој ваш план? Ние сме должи тоа да го понудиме како едно од решенијата. Ако тргнеме од чиста економија, на луѓето им е поисплатливо да печат ракија со пластика, со вејки, со нешто за што не дале пари. И таквиот материјал кој што се согорува е поевтин и од гасот. Меѓутоа, од аспект на екологија, од аспект на тоа да не си ги трудат собствените деца, внучиња и така натаму, мислевме дека е добро да го понудиме ова како едно од решение. Во Кавадарци скоро секоја втора фамилија има казан за ракија, освен нели оние кои што живеат во стамбени згради. И мислам дека барем 20% ако ја искористат оваа мерка, а тоа е да им го платиме комплетно трошокот околу овој механизам за плин, значи тие да го платат, а потоа ние да им ги вратиме парите, односно да им ги субвенционираме тие финансии и во наредниот период да печат ракија со плин, односно со многу поеколошки и поевтин енергенс од дрвата. Мислам дека долгорочно ќе имаме позитивен ефект околу оваа работа. Моje лично мислење дека во голем процент учествуваат во загадувањето луѓето кои што печат ракија. Печењето на ракија и покрај тоа што е забрането се толерира во овој период, токму заради оваа лоша економска состојба во која што се дел од лозарите, кои што се уште ги немаат земено своите финансии од винарските визби,
Меѓутоа, мислам дека не треба само тоа да биде мотив да им се излезе во пресред. Сепак нешто најскапоцено е животот на нашите луѓе, квалитетот на амбиенталниот воздух и мислам дека може да се ограничат барем во периоди кога имаме заплат, кога имаме никакво струење на ветерот во Кавадарци, барем тогаш или да не печат ракија, или ако печат, тогаш тоа да го прават со плински уреди. Пред да проговориме што е она што ќе ви биде приоритетно за работа во оваа 2017 година, би сакала да прашам до каде е решавањето на проблемот околу паркинг просторот во Кавадарци, нешто што чинам дека започнавте уште во 2015 да го решавате со онаа катна гаража која што ја направивте и обидот да изнајдете партнер кој што ќе стопанисува со неа. Значи, постапката е се уште во тек. Очекувам во јануар месец оваа година веќе тоа да почне да функционира. Имавме неколку обиди да дојдеме до партнер. Моје убедување е дека заради стегнатоста на студијата за јавно-приватно партнерство, кој што беше претежно фокусирана на интересите на локалната самоуправа, а помалку на потенцијалниот јавен партнер, не можевме да дојдеме до партнер. Меѓутоа, последниот пат ги разлабавивме условите и веќе сега имаме еден интересент кој што се надевам дека ќе почне во јануар да функционира и со тоа да реализираме уште еден капитален проект, а тоа е средување на паркирањето во Кавадарци. Мислам дека кавадарчани доволен период гратис ја користеа и катната гаража и улиците во градот и мислам дека конечно е дојден периодот кога треба да ставиме ред на паркирањето. Господине Панов, 2017 година. Година во која што како градоначалник од овој втор ваш мандат имате само уште неколку месеци. Што ќе биде приоритет за вас во овој временски период? Приоритет ќе биде прво да го доградиме кејот на реката Луда Мара до Брушанскиот мост, нешто што го ветив и тоа е еден од приоритетите. Остана уште неколку стотина метри до Брушанскиот мост. И мислам дека кавадарчани ќе имат уште продолжено катче за прошетки, за велосипед, за добар воздух, еден вид шеталиште за сите оние кои што сакат малку на почист терен да прошетаат и да уживаат во гледката, бидејќи навистина тоа е еден од во моментот според мене најдобрите катчиња во градот каде што може да се релаксира, нели освен градскиот парк. Во наредниот период од 2017 година планиравме уште 2 или 3 згради да направиме фасади, тоа го работиме заедно со Хабитат. Веќе имаме нарачано студија за градскиот базен, според која што треба да најдеме партнер за да изгради аквапарк. Во минатиот период имавме таква студија, меѓутоа на повикот не се јави буквално никој. Беше критикувана таа студија од многу луѓе, од советниците, од страна на бизнис секторот и заради тоа се одлучивме да нарачаме друга студија, која што ќе оди во правец не на покриен базен, туку на аквапарк на веќе постоечките димензии на градскиот базен. Наредната година имаме големи финансиски средства за промена на асфалтот на главните улици во градот, кој што би се движело негде околу 1 милион евра. И заедно со јавното предпријатие Комуналец над 1 милион евра имаме инвестиции во колекторскиот систем. Сакам овој колекторски систем, бидејќи првичната идеја ни беше да го наближиме, односно го завршивме до атарот на селото Глишич, сега да го продолжиме до атарот на селото Марена и во долниот дел каде што капацитетот на колекторскиот систем сега е во задоволително ниво, меѓутоа во наредните 50 на години сигурно ќе биде проблем да го реконструираме од ФИ 800 на ФИ 1200 и во таа големина да го продолжиме до селото Марена, односно до под селото Марена каде што треба да биде лоцирана новата прочистителна станица, проект кој што се работи неколку години во Министерството за животна средина и кој што очекувам дека во наредните 2 до 3 години треба да приврши, односно да дојдеме до камен темелникот и да
почнеме со изградба, нешто слично на постапката која што ја тераше градот Прилеп. Исто така, во наредниот период, како што кажав, со помош на владата очекувам изградба на уште една детска градинка и отпочнување на изградба на првата приватна детска градинка. Доградба на пазарчето кој што го почнавме во позади Лепотиците, кој што во значителна мера би го растеретила стариот градски пазар, а во договор со директорот на јавното предпријатие разгледуваме можноста и постоечкиот стар пазар со кој што стопанисува јавното предпријатие да се покрие комплетно и дел од тој пазар да се адаптира за паркинг простор, не на јавниот партнер, туку паркинг простор кој што би го користил јавното предпријатие Комуналец. Така што мислам дека со тоа би заокружиле тука не ги иземаме оние тековни работи за работа во урбаните и местните заедници кои што се барање на председателствата и на граѓаните кои што живеат во тие урбани и местни заедници и во натамошниот период ќе имаме уште засилен интензитет на изградба на комунална изградба. Морам да признаам дека навистина сум задоволен од фактот што Кавадарци е една од ретките општини кои што мултинаменски ги користи природните, односно водните ресурси. Неодамна изнајдовме можност дека на постоечкиот цевковод на јавното предпријатие Комуналец има можност за уште една мини централа. Таа е незначителна, меѓутоа доколку ја реализираме, а ќе биде мој предлог на наредната седница на Советот, би носела приход од околу 20 и можеби и повеќе илјади евра на годишно ниво за општина Кавадарци. И планираме таа да ја изградеме не јавното предпријатие, туку да ја изграде партнер кој што, концесискиот надомест ќе го уплече во локалната самоуправа. Мислам дека тука би завршиле и покрај тоа што имаме уште многу водни ресурси, меѓутоа тие не се во надлежност на локалната самоуправа, се што е над 1 мегават е надлежност на државата и се надевам дека во Подкужовието каде што имаме богатство од хидроенергија, во натамошниот период и владата ќе работи малку повеќе за да се стави тоа во функција. Кога станува збор за проектите кои што се директно поврзани со младите, чинам дека Кавадарци е општина во која што треба да се гради скејт парк. Да. Значи, скејт паркот беше мој проект, меѓутоа успеавме да го вметнеме како проект на владата на Република Македонија и Кавадарци е еден од неколкуте градови каде што државата ќе инвестира во изградба на еден модерен скејт парк. Тоа беше моја идеја, меѓутоа мислам дека е неуместно да се повторува истата идеја, така што скејт паркот ќе биде проект на владата на Република Македонија и се надевам што побрзо дека ќе се реализира во Кавадарци. Дали се знае која е локацијата? Има многу млади скейтери. Да, ние дадовме неколку локации, така што бидејќи инвеститор е владата на Република Македонија, на нив е да одлучат според параметрите и димензиите кои што ги имат за која ќе се одлучи. Познавачите на економските состојби велат дека многу новини започнуваат од Кавадарци. Можеме ли да очекуваме 2017 година да биде година на нови бизнеси во Кавадарци? Јас сум фокусиран на изградба, односно на утврдување на локација за која што веќе постапката е во тек на нова индустријска зона во Кавадарци. Можеби и две помали локации да бидат тоа. Едната сигурно е Карши Фени индустри, меѓутоа другата најверојатно ќе биде лоцирана на излезот од Кавадарци, односно кон општина Росоман. Во овој период имаме најава од една инвестиција, српска инвестиција, која што пред нова година има состанок заедно со мене со дел од раководството на Фени индустри за користење на онаа жгурата на Фени индустри. Меѓутоа таму се уште сме на почеток, тие имаат веќе лични контакти со Фени и се надевам дека разговорите, преговорите, квалитетот и тоа што го бараат ќе им го понуди Фени индустри, а тоа ќе биде основ за утре да дојдат, односно 2017 година да дојдат и да градат фабрика во Кавадарци. Меѓутоа, јас се радувам и на домашните компании од типот на Кожувчанка, од типот на Слогапром и од Мебел Ви, кој што купи веќе две парцели во Кавадарци, сака да изгради еден голем салон, сака да изгради еден погон. Слога веќе го изгради својата хала.
И мислам дека такви вработувања од 10, 20, 30 па и повеќе се добродојдени за кавадарчани и мислам дека со тие ќе се потполни некоја празнина на слободни работни места кои што се бараат во овој период. Ние не застануваме тука. Ако успееме да ја доведеме оваа српска компанија, ќе имаме нови 100 вработувања. Ако го успееме ова со депонијата кој што го работиме на ниво на Вардарски плански регион, ќе имаме исто така над 100 вработувања, така што мислам дека и сегашната поволна состојба со вработувањата во кавадарци ќе биде уште по бетонирана, односно ќе упатиме еден апел до соседните градови да доаѓаат луѓе и да се вработуваат во нашите компании. Може би ќе треба потоа да градите изгради за цели семејства да дојдат па и да станат жители на Кавадар. Да, па почнавме со проектот на владата за млади брачни парови. Во тек е реализацијата на тој проект, тогаш кога ќе ги имаме парцелите готови, урбанизирани и кога ќе изградиме пристапни патишта и водовод канализација до оваа парцела, ќе го понудиме на продажба. Се надевам дека интересот ќе биде голем и овие над 100 парцели ќе бидат купени за многу ефтина цена. Господине Панев, јас ви благодарам за вашето гостување. Се надевам дека во 2017 година повторно ќе ве имаме во оваа студио како градоначалник на општина Кавадарци. Локалните избори ни се ближат, тука сме да видиме што и како понатаму ќе се случува и кој ќе биде на оваа позиција на која што сега во моментов сте вие. Благодарам и на вас и на вашите гледачи, јас ви стоам на располагање во секој ден. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за ова вечерешно издание на информативната емисија Отворено за. Останете и понатаму со програмата на К1 телевизија за 7 дена од оваа студио. Имаме нов гости. Пријатно.